Пред некој ден напишав статус на Facebook, Бог доцни, ама секогаш е на време. И денес сакам да ви кажам од каде произлезе тој статус. Значи, тоа беше еден мој заклучок, откако прочитав текст кој што се наоѓа во Евангелието според Лука, 8 глава, од 40 до 56 стих. Да го прочитаме текстот. А кога се врати Исус, народот го пресретна, зашто сите го очекуваа. И ете, дојде еден човек по име Јаир, кој беше управник на синагогата. Тој падна пред нозете Исусови и го молеше да дојде во домот негов, зашто имаше една единствена ќерка на 12 години и таа умираше. А кога одеше Исус, народот се туркаше во него. И една жена која страдаше 12 години од крвавење и сиот свој имот го беше потрошила по лекари, а ниеден не можел да ја излекува, пристапувајќи одзади се допре до крајот на неговата облека и наеднаш и престана крварењето. И рече Исус: кој се допре до мене? А бидејќи сите порекнуваа, му рече Петар и оние што беа со него: Учителе, народот те опкорил и те притиска, а прашуваш кој се допре до мене? Но Исус рече: некој се допре до мене, зашто сетив дека излезе сила од мене. Жената, штом виде дека не може да се скрие, со треперење пристапи, па како падна пред него, му кажа пред сиот народ зошто се допрела и дека веднаш оздравела. А тој рече: не бој се, ќерко, верата твоја те спаси. Оди си во мир. Додека тој уште зборуваше, дојде некој од кај началникот на синагогата и му рече: ќерка ти умре. Не мачи го учителот. Но Исус, штом го слушна тоа, одговарајќи му рече: не плаши се, само верувај и ќе биде спасена. И кога пристигне во куќата, никому не му дозволи да влезе освен на Петар, Јован и Јаков, и на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа по неа. Но тој им рече: не плачете, таа не е умрена, туку спие. И му се подсмеваа, знаејќи дека е умрена. А тој, откако ги истера сите, ја фати за рака и извика, велејќи: девојко, стани! И се поврати незиниот дух и се дигна веднаш и заповеда да ја дадат да јаде. И се зачудија родителите незини, а тој им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. Бог доцни, ама секогаш е на време. Да навлеземе колку што можеме во овие две стории, во овие две животни судбини за кои што читаме. Овој текст во 40 стих започнува со Јаир, кој беше управник на синагогата. Неговата единствена ќерка, неговата ќерка единица е болна. Јас сум татко на ќерка единица и можам само да замислам што значи ваква една сериозна состојба кај едно дете. Тоа е момент на страв, тоа е момент на страшен стрес, тоа е момент на неизвестност. Како што можеме да видиме од текстот, не само што ќерката на Јаир е болна, туку ќерката на Јаир е смртно болна. И нема уште многу. И тој оди и тргнува на кај Исус. 41 стих вели: тој падна пред нозете Исусови и го молеше да дојде во домот негов. Значи, ова е еден татко кој што моли за неговата ќерка. И кога ние сметнаме дека ова ќе продолжи линеарно, одеднаш Исус, враќајќи се, одејќи по патот, обиколен со една толпа, и самиот евангелист Лука ни зборува ни воведува сторија за една жена која што тука не е спомената по незиното име. Жена која што, како што вели текстот, како што вели ова сведоштво, страдаше 12 години од крвавење. И сиот свој имот го беше потрошила по лекари, а ниеден не можеше да ја излекува. И ова е повторно една страшна ситуација. Ако е страшна ситуацијата со Јаир и со неговата ќерка, и оваа жена која што по име не е спомената, има една страшна ситуација. 12 години по лекари. И за жал, сите ние во нашиот живот или сме искусиле такво едно одење по лекари и давање пари и
може би будење на некаква наша надежда, дека некаква состојба ќе се подобри или ќе оди напред, или може би лекарите ни кажале оди кон подобро, и 1 година, и 2 години, и многу години. Оваа жена, како што можеме да видиме и можеме да сочувствуваме со неа, оваа жена е целосно изморена од тоа што го има искусено. 12 години по лекари, и текстот ни зборува дека се што имала буквално продала за да може да биде здрава, за да може да биде оздравена. И 43 стих вели, а ниеден не можел да ја излекува. Значи, одеднаш, како што Исус оди по патот, како што околу него се собираат луѓе и бараат помош, ја слуша таа молитва на Јаир, оној кој што беше управител на синагогата, оној кој што беше човек кој што ги повикуваше луѓето, нели, на молитва, и кој што беше во една служба Божја. Тој исти Исус продолжува. И навидум, ние можеме да помислиме, ако сме во ситуацијата на Јаир, Бог ме заборави. Бог ме заборави и Бог доцни. Моите молитви не се слушнати. Значи, јас му кажав на Бог тоа што го имам, јас му кажав на Исус тоа што го имам, ама едноставно тој мене ми има заборавено. Сигурно има поважни работи од она кое што јас го молам. И овој текст навидум така може да го прочитаме, дека Исус ја слушна молитвата на Јаир и си вика: не, имам јас и некои други работи, не е во приоритет. И сметам дека кога сме ние во такви ситуации, како што е ситуацијата на Јаир, кога ние чекаме нешто од Бог, молиме нешто од Бог. И не мора да биде тоа здравствена ситуација. Може тоа да биде ситуација која што е поврзана со финансии, или ситуација која што е поврзана со наоѓање на работа, или со некаква друга голема значајна животна прилика. Многу често кај мене, верувам и кај тебе, се јавиле такви чувства на тоа дека Бог доцни и дека Бог ме заборавил. Дека на Бог не му е гајле. И Исус, тоа што Исус го прави, е всушност застанува, жената се допира до неговата облека, прима исцелување од Христос, тој ја рехабилитира целосно. И кога тоа се случува во 49 стих од оваа иста глава, значи Евангелието според Лука 8 глава, 49 стих вели: додека тој зборуваше, дојде некој од кај началникот на синагогата и му рече: ќерка ти умре. Јаир всушност одеше заедно со Исус, и него му се вели: ќерка ти умре, него мачи веќе учителот, таа е почината. Не можам ни да помислам што се свртело во главата на Јаир, не само во главата, туку што се случувало во неговото срце, во неговиот емоционален дел, во неговата душа. Значи тоа е нешто што е, како да кажам, погубно за секој родител, да слушнеш дека твоето дете е починато. И тука имаме дури една нота на, како да кажам, една нота на гнев. Него мачи веќе учителот, еве го тука учителот, ти му се обрати, не ти заврши работа, значи не ти заврши работа, не ја чу твојата молитва и затоа остави го, твојата ќерка е почината. И Исус им вели: не плаши се, само верувај и ќе биде спасена. И тоа е тој момент во кој што Јаир не само што смета дека Бог доцни, туку смета дека Бог задоцнил, дека за него повеќе нема да има никаква можност. Молитвата е дефинитивно неуслишана. Тоа што тој го молеше од Исус не стана вистина. Неговиот најдлабок копнеш да оздрави неговата ќерка едноставно не е исполнет. Мислам дека ова е точка на поистоветување за мене и за тебе. Наши најдлабоки копнежи, кои што одеднаш на нас не изгледа дека се затворени, дека се бетонирани, дека таа врата не само што е заклучена, туку дека е заварена, дека е зашвајсувана, како што викаме, и дека едноставно веќе таму нема што да бараме. И во таквиот момент ние мислиме не само дека Бог доцни, туку дека Бог задоцнил, дека повеќе нема ништо. И оно што текстот нас ни го кажува, оно што текстот нас, како ова сведоштво нас не упатува, е дека ако го пристигне во куќата, никому не му дозволи да влезе, освен на Петар, Јован и Јаков, тие се учениците, апостолите Христови, кои што беа сведоци на најзначајните нешта кои што Исус ги имаше направено. И на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа и ридеа по неа. Значи, ова е, како да кажам, ова е Исусово влегување во куќа која што се подготвува за семејство и за фамилија, кои што се подготвуваат за погреб
на една млада девојка, на едно девојче. Но тој им рече, не плачете, зашто таа не е умрена, туку спие. И му се подсмеваа, знаејќи дека е умрена. Значи, тие очигледно знаат да проценат кога некој е починат. И Исус вели, ги истера сите, ја фати за рака и извика, девојко, стани. Та вита куми на арамејски, девојче, ајде стани како што татко буди мало девојче за да оди во училиште или за да одат и да се прошетаат. Тоа е таа конотација на овие Исусови зборови, како татко ја буди керката. Не само што е тој некој што му се обраќаат како иселител, туку Бог го покажува Божјото татковско срце за нас кога се наоѓаме во такви најдрастични ситуации, вели. И се поврати незиниот дух и се дигна веднаш и заповеда да ја дадат да јаде. И се зачудија родителите незини, а тој им заповеда никому да не му кажуваат. Сега нема да навлегуваме во тоа зашто тој им заповеда никому да не кажуваат. Оно што сакам да го кажеме следново. Нашата доверба во Бог, мојата и твојата доверба во Бог, не се гледаат првенствено и не јакнат првенствено и не растат првенствено. Мојата и твојата доверба, вера во Бог, не исчекоруваат во нормални околности, туку овие нешта растат во моменти во кои што ние искусуваме вакви страотни, вакви стресни ситуации. Ова се моменти во кои што ситуација на живот и смрт, и ова се моменти во кои што ние имаме прилика или да продлабочиме нашата вера во Бога, или за жал, и тоа сум го видел, и тоа сме го видели многу пати, да луѓето му вртат грб на Бог во некои вакви моменти, затоа што немаме доверба дека неговото време и неговите одлуки се навистина добри, дека произлегуваат од тоа што тој знае се и дека има најдобра, има совршена проценка и дека колку и да нас, и тоа беше поентата на мојот статус, значи колку и да нас ни изгледа, колку на мене на тебе да ни изгледа дека Бог доцни, тој има свое време според неговата совршена проценка во кој што ќе ги направи работите. И мислам дека е фер вие да ми го поставите следното прашање. Па добро, што е со Бог во време на корона, што е со Бог во толку многу смрт која што искусивме, особено во оваа измината година и нешто. Се молев за мојот сопруг и тој не оздраве, туку почина, се молев за мојата сопруга и таа не оздраве, туку почина, се молев за мојот дедо или за било кој. И мислам дека тука оваа сторија мора да се прочита и на едно поинакво ниво. А тоа е дека Бог со ваквите ситуации преку Христос не само што подига едно девојче од смрт, туку и ни наговестува што всушност ќе се случи еден ден со сите оние кои што се умрени. Сите оние кои што искусиле смрт на земјата. И ова е големото ветување кое што е всушност клучна надеж за секој еден кој што е следбеник на Исус Христос. И јас сакам повторно тебе лично, вас да ве поканам да бидете следбеници на Христос и да се потпреме на таа надеж која што всушност е произлезена од празникот кој што го празнувавме сега непосредно пред неколку недели, тоа е Воскресението. Кога се поздравуваме Христос воскресна и навистина воскресна, ние треба да се потсетиме дека како што Христос воскресна, така и ние ќе воскреснеме. И како што Христос беше воскреснат преку силата на Светиот Дух, преку силата на Божјото нематеријално присуство, моќно присуство, лично присуство, така еден ден сите оние кои што се мртви, сите оние кои што искусиле смрт, сите оние кои што се починати, ќе бидат подигнати. И знаете што? Може би ова што ви го зборувам, вас ви изгледа како најчудна работа. Дека јас верувам дека луѓето ќе станат од своите гробови, ама сметам дека тоа е нешто што Бог ќе го направи и дека тоа за оној кој што е, како што вели друг еден дел во Светото писмо, авторот на животот, дека тоа најмалата работа. И сакам денес во оваа недела да ве охрабрам. Вас кои што сте загубиле некого, и вас кои што се плашите од смртта, и вас кои што сметате дека Бог доцни во вашите животи. Да се охрабриме, да бидеме луѓе кои што имаат доверба во Бога и во моменти кога ние до крај него не го разбираме. Затоа што добриот Бог, кој што нас не сака и кој што го даде тој
негов син, да умре за нас, не може, а да не ни даде добри работи. Да се опуштиме и да се препуштиме, да признаеме дека сме ние битија кои што имаме многу ограничен пристап во однос на интерпретацијата на реалноста. Значи, ние да си признаеме, народски кажано, дека не можеме се да разбереме, и тоа да ни биде момент во кој што ќе се препуштиме во рацете на оној кој што не сака, неизмерно не сака, и кој што ја има совршената проценка и насоката на мојот и на твојот живот во неговите раце. Во тие раце денес, во недела, да се одмориме и во таквиот однос со Бога, да имаме спокој во овие немирни времиња. Амин.